Ние во 2009 година, кога се уште не знаевме за проектот Скопје 2014, кога се уште беше најавена само изградба на православна црква на плоштадот во Скопје, и тоа со јавни средства, почнавме да реагираме на разни начини како плоштад Слобода, со протести, со некакви уметнички перформанси, со писма, со средби, со повикување на професионалната јавност да учествува во овој процес. Меѓутоа, поминаа неколку месеци во кои што почувствувавме дека нашите зборови не стигаат никаде, освен што имаше некои медиуми и новинари што тогаш се уште имаа прилика да не следат, за разлика од денеска. Навистина никаде не досегавме и не посегавме со она кое што го зборувавме, а стануваше збор за нашето противење на изградба на верски објект од било која религија на јавна површина, особено на плоштадот на нашиот град, кој што има малце поголемо символичко и политичко значење не само за овој град, туку и за нашата земја. И така, меѓу сите алатки кои што се обидувавме да ги искористиме за да ја пренесеме таа порака, свативме дека можеби ќе треба и да се поангажираме и со организирање на локален референдум. Од тоа искуство можам да кажам дека во Македонија не постојат услови за непосредна демократија и дека авторите на овој закон или го напишале овој закон за да ги спречат граѓаните да се организираат и да учествуваат во процесите на носење одлуки, или го направиле овој закон без осет за пред се физичката и математичка динамика на граѓаните во просторот, а и без осет за социјалната динамика на луѓето и како тие се движат и колку можат да потрошат од своето време и на кои начини и на кои локации. А сега ќе ви раскажам зошто го сметам ова. Еден од начините на кои што го отпочнавме овој процес, секако можеби и наивно од наша страна, беше со собирање потписи во јавен простор, значи на плоштад, кај ГТЦ, на улица Македонија и така натаму. И тогаш ние собравме 619 потписи од граѓани кои што живеат во општина Центар и 440 потписи од граѓани кои што живеат во други општини. Тие беа организирани, категоризирани на овој начин во еден наш формулар, секако со депонирани матични броеви или броеви на лични карти, за да бидат валидни. Меѓутоа, кога ги однесовме во општина Центар, пробавме и во Министерство за правда на неколку места каде што самите тие меѓуинституционално не праќаа и не губеа, едноставно не можеа да се земат предвид овие потписи поради тоа што не биле собрани на формулар пропишан од институција. Процесот идеше така што ние после тоа нас не требаше многу време прво да дојдеме до тој формулар, бидејќи не се знаеше кој треба да го издаде, дали подрачна единица на Министерство за правда или самото министерство или дали општината. Така да прво изгубивме многу време во изнаоѓање на тој формулар. За потоа да сватиме дека законот за референдум на државно ниво е многу појасен отколку овој закон за референдум на локално ниво, така да тука изгубивме дополнително време барајќи толкување, чекајќи одговори, и автентичното толкување кое што го добивме повторно беше толкување на оние одредби за законот на национално ниво, а не за за референдум на национално ниво, а не за референдум на локално ниво. Потоа ни објаснија дека треба да покренеме граѓанска иницијатива за покренување на референдум на локално ниво, а тоа се прави со 100 потписи. Тие 100 потписи многу брзо ги собравме меѓу нашите пријатели, веројатно за 1-2 дена. Значи, после овие 1000 и нешто потписи што ги имавме собрано, кои што не ги уважија, собравме уште 100 потписи и ги депониравме и во општина и во некоја подрачна единица на Министерство за правда. И тогаш ни беше прифатена иницијативата за граѓанска иницијатива за референдум. И тоа значеше дека со овие собрани 100 потписи сега имаме право да собираме потписи 20% потписи на 20% од гласачите во општина Центар. Што излезе дека се околу 8800 потписи, скоро колку што ви требаат потписи вајде да се кандидирате за председател, мислам.
значи повторувам, збориме за локално, за референдум на локално ниво. Значи требаше да ги собереме тие 8800 потписи, а потоа кога ќе ги собереме, они да донесат одлука па да собираме потписи, односно да го спроведеме референдумот. Проблемот во тие 8800 потписи и во даденото време и локации кои што ги имавме, тоа беа две места, значи две службенички места во една барака во општина Центар и во работното време математички пресметано не беше возможно 8800 луѓе во тоа дадено време на тој даден простор да дојдат и да ги соберат потписите. Да. Тоа е битно да се спомене, дека вие за еден месец требаше да ги соберете. 8800 потписи за еден месец. Така да, ние поминавме и требаше да поминеме низ некои 3-4 круга на собирање потписи, значи да ги тераме граѓаните да излагаат, да ги споделуваат своите приватни информации, повторно тоа да го прават, за на крај можеби да имаме референдум на локално ниво, што во праксата се покажува како повозможно од некој референдум на национално ниво. Во тој период излегоа некои вести за средби помеѓу тогашниот амбасадор на ОПСЕ и Коце Трајановски, си честитаа за успешно спроведените реформи во децентрализацијата. Имаше секакви извештаи и пофалби за тоа што се случило, меѓутоа ние едноставно се најдовме во лавиринт, навистина имаше онакво институционално поигрување со младите. Денеска не треба кај овие, треба кај оние, баш си играа пинг-понг со нас, така да нашето искуство во ова некое прашање кое што повторно велам во некои зими се покажува како повозможно вклучувањето на граѓаните во процесите на носење одлуки на локално ниво, за нас излезе дека е практично невозможно.